Нефункционално искористени речиси 300 хектари од индустриските зони, неправилно книжење на материјалните трошоци, несоодветна пресметка и исплата на плати. Ова се само дел од забелешките кои ги констатира Државниот завод за ревизија за технолошко-индустриските развојни зони. Државата има основано 16 тирзови и 3 индустриски зони. Од нив, иако биле готови, просторот на 7 технолошки и 1 индустриска не се издавале на потенцијалните купувачи. Ревизијата констатира дека инвестициите извршени во зоните, вредни на 69 милиони евра, се уште се водат како материјални средства во подготовка и за истите не се пресметува амортизација, иако во најголем дел се ставени во функција. Неправилности има и во делот на јавните набавки и реализација на склучените договори за изведба на објект за времено сместување амбуланта, детски градинки и складишта во ТИРС 1 и 2 во Скопје, како и ТИРС 3 во Штип и ТИРС Прилеп. По принципот клучна рака, во 2023 година е склучен договор од скоро 29 милиони евра, но ревизорот утврди дека набавката била планирана без кост-бенефит анализа, без физибилити студија и без проектна документација. За реализација на договорот крајот на 2023 бил исплатен аванс од 5 милиони евра, но поради слабости истиот е спогодбено раскинат. Ревизијата констатира неправилности во делот на управување со државна помош и законска неусогласеност на платите. Се ангажирале лица со договор на дело на кои им се исплаќале повисоки надоместоци отколку на редовно вработените. За ноќна работа, прекувременна работа за празници во недела. На времено ангажираните лица им се исплаќале за 150% повеќе од час, додека на редовно вработените 50%. Во периодот за кој се однесуваат забелешките, директори на ТИРС биле Јован Деспотовски и актуелниот Гоце Димовски. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.